Се подготвуваат трубачите, скараџиите, но и гостите за да присуствуваат на долгите жешки ноќи во Пехчево и фестивалот на трубите. Но подготвено и малото Пехчево да пречека 50.000 гости во 4 фестивалски вечери на 5-тото јубилејно издание на фестивалот. Имаме голем број на гости за време на фестивалот, музички естрадни звезди, како народни, така и забавни пејачи. Наши гости ќе бидат Викторија Лоба, Владко Илиевски, Јордан Митев, Миле Кузмановски, Дани. Исто така имаме голем број на диџеи како од Република Македонија, така и од соседна Република Бугарија. Голем број на културно-уметнички друштва од нашата земја, исто така и од Република Бугарија. Фестивалот за Пехчево е одлична можност за туристичка промоција, но и бенефит за локалната економија. Јас би сакал сите да ги повикам сите гости заинтересирани кои што сакаат да слушнат звукот на трубата, звукот на дувачките оркестри, сите што се расположени за забава да дојдат да се почувствуваат убаво овие 4 дена во Пехчево. Во надпреварувачкиот дел се уште трае пријавувањето на оркестрите кои ќе се борат за престижната Златна труба и директен настап на познатиот фестивал Гуча. Успеавме овие години да им наметниме на оркестрите буквално да ја почитуваат традицијата на македонската музика, на малешевската музика. Значи, буквално да се отсвири тоа оро како што се свирило и порано, без додавање на примеси од некакви други стилови на музика. И во тоа успеавме. Сепак и оваа година фестивалот се потпира само на финансиски извори на општина Пехчево и на спонзори. Министерството за култура нема слух за дувачките оркестри. Имам еден апел до надлежните институции, конкретно до Министерството за култура. Редно е веќе да се подржи овој фестивал. Секоја година општина Пехчево аплицира во Министерството за култура и еден апел до Комисијата за култура, која ги доделува овие средства. Мислам дека е редно да добие поддршка овој реномиран фестивал, бидејќи за фестивалот во Пехчево веќе се слуша низ цел свет. Македонските дувачки оркестри по традиција ги собираат наградите на светскиот фестивал во Гуча, што само го потврдува квалитетот на Пехчевскиот фестивал, единствен од ваков вид во Македонија. Чувството е многу убаво, прекрасно е чувството и би им помогнало во напредокот за натаму. Тоа е, да кажеме, пропаганда таква што, значи, со тоа не дознават повеќе масовно луѓето во Македонија, не само во Македонија, во светот. Фестивалот започнува со традиционалното дефиле на учесниците и мажоретките вечерта на 10 јули, а завршува на Павловден со етносаемот и со прогласувањето на победниците.